Татко, во името Исусово зборува и денеска низ мене, нека Твојот дух, Твоето живо слово, Твојот меч на духот го расече и го раздели телесниот од духовниот, синот човечки од синот Божји. Тие велат, црквата била апостолска, црквата била католичка, црквата била православна. Видете, црквата е Исусова. Исусова е и таа е за синовите и керките Божии. Тој зборува за деца Божии и Татко на небесата. Верниците кои се дојдени само до Господ, не велат Татко и Господи Исусе Христе. Во секој здив, тие не се во црквата Исусова. Тие се вон, се уште се телесни, и тој дзид на Господ, Господе, Господе, не им дава дзид во умот, дзид во срцето, да подадат се, да исчекорат од стариот човек, грешен и паднат, крвта Исусова, да ја примат жртвата, да се остават себе си и да се преродат во синови и керки Божии. Кога ќе го предадеш срцето, ќе го оставиш сатанскиот телесен ум, самиот да размислуваш, да го толкуваш писмото и ќе дозволиш духот да те исполни одвнатре во полна зрелост, полна сила на вечната љубов и ти тогаш ќе викаш Татко, Татко мој небесен, и ќе викаш Господе Исусе Христе, пред се, во се, после се, и ти ќе бидеш жив камен во црквата. Ќе бидеш син Божји кој го води Духот Божји. И црквата, Царството Божјо ќе биде внатре во твоето срце. Црквата Исусова е духовно единство, подарување, поклонување во дух и вистина и враќање во собственост на твојата вистинска љубовна природа, дете на земјата, Татко на небесата и Духот на Исус кој те води, учи, обликува и тој зборува низ тебе, не ти самиот, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Те сакаме, Господи Исусе Христе, од земјата до небесата, прослави се во нас и ние да се прославиме во Тебе. Царството Божјо да биде внатре во нас и ние да бидеме живи камења во Твојата вечна, духовна, единствена заедница на љубовта. Амин.